Тој сака од нас ние да му бидеме него реални, отворени, да го славиме, да му кажеме се отворено, а потоа според неговата воља да тој ни одговори. Не можеме ние да го ставиме Бога во еден кош и да му кажеме сега ова мене ми треба и ти мора да ми го дадеш. Така Господ не работи. Многу луѓе молат со погрешни мотиви, со погрешни цели. И тоа е проблем. Тоа е опасна работа. И затоа за молитвата не се потребни специјални зборови или специјална интонација. Еден ми рече вака, знаеш, како да се молам кога јас не знам како вас да се молам? Па види вие какви фрази користите. Па види вие како гласно се молите. Јас тоа не го можам. Молитвата не е стихотворба. Молитвата не е да човек ја научи и да ја чита. Имаме денеска религии кои пишуваат молитвеници и ќе ја земеме и ќе почнеме да ја читаме. И, сега, ајде отворно да видам, мене во животот ми треба тоа и барај потреден број. Тука е, ајде сега ќе читај молитвата и ете, Господ ќе ни помогне. Не, така Господ не работи. Такви молитви Господ, ама буквално да се изразам, не ги слуша. Господ ја слуша молитвата која е искажана од срце и душа. Реално. Реално е кога човек ќе влезе во својата скришна соба, ќе клекне на своите колена. Клекнувањето на своите колена има свое значение. А тоа значи да човек кога ќе клекне на своите колена, тоа значи дека се понизува. Да човек се понизи, да го скрши своето его во себе. Својата крената глава да ја спушти долу и да му каже на Господа, се буквално, ама се отворено. Во вашиот живот, дали то било денеска, дали то било вчера, имате направено грешка. Јас имам направено грешка. Господ сака, дури и ако нешто сме зеле, сме го ставеле во джебот, треба да му кажеме она како што сме го направеле, така и да му кажеме. Господе, јас овој лист што го зедов и го ставя во джебот, ти се молам прости ми, ама јас го зедов. Тоа е молитва, да му кажеш се, отворено. Да клекнеш на своите колена, да ги скршиш своите колена, да клекнеш долу, да ја спуштиш својата глава, да го скршиш своето его и да му кажеш се. Денеска многу луѓе се егоистични, егоцентрични, многу високо мислат за себе и плюс тоа зборува дека што има јас да се молам? Што му сгрешив ја на Господа? Што му сгрешив на мојот брат, на мојот пријател? Ништо и нема потреба да се молам. И тоа има потреба да се молиш. И тоа како има потреба? Неопходна е само искрена желба да се однесеме пред Бога со своите скриени чувства и размисли на своето срце. Не ни треба филозофија во молитвата. Не ни треба прекрасни зборови. Во молитвата, понекогаш ние, посебно тоа во црквите, како да почнуваме на молитвата да проповедаме. Молитвата не е проповед. Луѓето ги слушам како се молаат, цитирајќи стихови. Ги слушам луѓето како се молаат со тоа што ќе земаат цели пасуси од Библијата и ќе ги цитираат од својата уста. Молитвата не се состои во проповед. Молитвата е всушност да му кажеш што има во твојот живот на Господа. Колку е важна молитвата во животот на верникот? Колку е таа важна?
Многу е важна. Многу е важна. Филипјаните 4, 7 и 8 гласи вака: зашто не грижете се, за ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба, со благодарност, изјавувајте ги пред Бога своите барања, и мирот Божи, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Секоја ваша молба, секој ваше барање, однесете го со благодарност пред Господа. Со благодарност. Видете, овде на прво место не ги кажува барањата да ние пристапиме кај Господа и ајде сега дај ни. Молитвата не се состои само од барање. Него овде апостол Павле до Филипската црква не упајќа да отидеме кај Господа со молба на благодарност. Што има ние да му благодариме на Господа? Дали има нешто што би му благодарили на Господа? Што Бог направи во вашиот живот? Има ли нешто што Бог направи во вашиот живот? Ако кажете дека нема, одмah ќе ви кажам, ме лажете. Не само мене, се лажете самите, а го лажете и Бога. Бог има многу работи што направи во нашиот живот. И сега ние треба да отидеме со молитва на благодарност. Да му благодариме за тоа. Во чие име треба да се молиме? Денеска многу луѓе не знаат во кој име да се молат. Денеска многу луѓе молитвите ги упаќаат во погрешна адреза, на погрешно место, на погрешни луѓе. Но дали Библијата ни дава одговор на ова прашање? Во чие име треба да се молиме? Библијата ни дава одговор. Евангелие според Јован 14 глава 13 и 14, каде ни се вели вака: и што и да посакате од таткото во моје име, ќе ви го направам, за да се прослави таткото во синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам, вели Исус за себе. Во чие име да се молиме? Во името на Исуса Христа. Да се врата повторно назад со она илустрација која кажав со таа молба која подпишуваме или некоја подпишува. За да човек стаса до министер, да стаса до премиер, председател, не знам, пошироко, тој не може одеднаш да стаса со својата молба, него тој ја упајќа преку некого. Дали тоа било секретар, дали тоа било книговодител, дали тоа било на шалтер, луѓето ќе ја земат молбата и таа чекор по чекор ќе стаса до дотичната личност. И таа ќе почне да биде разгледувана и соодветно на барањето ќе се донеси заклучок дали да се помогне или нема да се помогне. Така и денеска луѓето истото го прават. Денеска луѓето се обраќаат директно кај Господа. Исламскиот свет истото така го прави. Католичкиот свет, православниот свет истото така го прави. Директно одиме и му чукаме кај Господа на неговата рата. Чекај. Библијата ни даде правило како треба и кај кого треба ние да се упатиме. Библијата ни го даде правилото, а тоа е: оди кај Исус чукни. Исус. Библијата зборува во името на Исус. Ако побарате и ако посакате нешто од таткото, тој ќе ви го даде, ама во моје име. Во моје име, вели Исус. И затоа денеска луѓето чукаат и одат директно. Како што тоа е во Евангелие според Јован 10 глава.
За да човек дојде кај таткото, мора да дојде кај Исус прво. Мора да дојде кај вратата за да му биде отворено и влезе кај таткото. А вратата, Библијата ни зборува дека Исус. И затоа ние, според Евангелие, според Јован, 14 глава, 13-14, ако сакаме нешто од таткото, тогаш ние треба да посакаме во името на Исуса Христа. И тоа ќе го добиеме. Амен. Амен. Дали Бог ги слуша молитвите на своите? Дали Исус Христос ги слуша молитвите на своите луѓе? Дали сте вие убедени и имате вера дека она што го молите ќе го добиете? Ќе ви кажаме на случка, бидејќи повторно ќе се повикам на тоа, додека бев долу во Македонија, кај нас во црквата, скоро, може би секој месец имаме луѓе кои ни доаѓаат од страна. Дали тоа било од Европа, дали тоа било од Америка. Важно имавме доста луѓе. И уште има. Уште одаат гости. Тие се всушност наши брајки. И еден од тие брајки, кога му беше дадено можноста да проповеда, и точно кажа некои работи на оваа тематика. Вели, беше една жена која имаше проблем, а тоа пред нејзиниот прозорец, бидејќи куќата била така направена до една огромна карпа. И карпата нормално и пречела да во собата доаѓа светлина. И ова жена почнала да се моли и вели: Господе, те молам, бидејќи јас ти верувам, утре сабајле јас кога ќе станам од спиење, те молам ова карпа повеќе да не биде тука. Добро. И жената си легнала, и сабајле кога стана, карпата тука. И знаете кој бил нејзиниот одговор? Ами јас знаев дека тука таа ќе биде, нема да биде тргната. Каква е таа вера во нејзината молитва? Каква е таа вера? Моли за нешто, а верува дека нема да биде. Ние молиме и веруваме дека ќе биде. И од тие фрази се делат. Затоа нашата молитва да биде со вера. Исус рече вака: ако имате вера колку едно синапово зрно, ова синапово зрно е најмало семе од сите растенија. Но кога ќе се посее во земјата, пораснува најголем од сите. Така не пише во Библијата. Ние имаме вера колку едно синапово зрно, да и кажеме на планината да се откорне и да се пресади во морето, тоа ќе биде. И тоа си има едно свое значение. Планината има символ на проблеми, на грижи во нашиот живот, на гревови во нашиот живот. А ако имаме вера колку едно синапово зрно, тогаш тие проблеми, тие гревови, тие празнини во нашиот живот, Господ ќе ги тргне. Но имаме еден услов. Вера и молитва од срце и душа. Тогаш Бог таквите молитви ги слуша. Таквите молитви ги слуша. Прво послание до Јован 5 глава 14 стих ни е запишано: и тоа е слободата која имате пред Него, дека ако просиме или молиме нешто по Неговата волја, Он не послушува. Тој не слуша. Но ако имаме вера во Него, во Исуса, какво е ветувањето на тие кои се молат според Божјата волја? Бог ги исполнува нивните молитви. Евангелие според Матеј, 7 глава, 7 стих, каде се вели вака: сакајте ќе ви се даде, барајте ќе најдете, чукајте и ќе ви се
отвори. Луѓето сакаат растеж во својот живот. Луѓето сакаат променување во луѓето. Каде што живееме, нашите и така натаму. Но многу работи фала за да тоа се реализира. А тоа е, Библијата ни вели, сакајте, барајте, чукајте. Би искористил една фраза која вели бебето кој ќе се роди и го ставиме во едно место. И тоа, ако не плаче, ако не заплаче и ни покаже, ни даде знак дека е гладно, ами ние ќе си останеме така и ќе си речеме, о, бебето шубо, не ни буни, добро е, нека си спие. Но детето има во себе еден таков инстинкт, дека и мајката го има тој инстинкт во себе. Желудникот на своето на бебето почнува да работи. И кога ќе почувствува глад, почнува детето да плаче. Со тоа дава на сознание дека сака, јаде и не, а мајчиниот инстинкт е тука, да тоа го разбере. Го зема бебето во својата рака и му дава. Бебето ќе се насити и повторно продолжува со спиење. Ние понекогаш сме бебиња и почнуваме да жалиме, почнуваме да плачеме, почнуваме да кукаме и нашиот татко е тука. Али знаете кога почнува кукањето и жалењето и плачењето? Кога некои работи ги бараме на погрешен начин, во погрешно време, и почнуваме тогаш зошто вака, зошто не ми даде, зошто Господе, нели сум јас твој дете и така натаму и така натаму. Има еден важен дел кој е многу значаен. Ке барате, ке добиете, ама го срце и душа ке барате, со вера. Кога нашите деца во нашите домови ке почнат да барат нешто од нас, има работи кои ние можеме да му ги дадеме, но има работи кои не можеме да му ги дадеме. Што мислите? Ако нашето дете почне да плаче и бара да му купиме, ако тоа биде женско, ако бара да му купиме барбика кукла, дали тоа ќе го направи? Ќе го направи? Бидејќи можеме тоа да го направи. Ако тоа било машко, ако ни бара камионче нешто или кола, дали би му го купеле? Би му го купеле. Но замислете возраста да биде некаде околу 5-6 години и ни бара велосипед. И одма ние го купиме и му дадеме во улица да вози. Ке го направиме тоа? Зошто? Бидејќи знаеме дека следува опасност. Ако го пуштиме да вози надвор, може да го газне кола. Или нашето дете, ако гледа играчки или гледа цртани на телевизија и гледа како авион лета и ни дојде и ни речи, татко, мајко, сакам авион да ми купите. Дали тоа ќе го направи? Така е и со многу луѓе по црквите. Бараат непотребни работи. Господе, дај јас да станам пастор во црква, да станам евангелизатор, да станам, ама било што. Но пред тие работи да дојда, дали е вољата Божија тоа ти да станеш? Дали ти си ги померил сметките со Господ? Овие се многу практични работи. Многу практични работи. Дали Бог секогаш ни го дава тоа што го сакаме од Него? Дали Бог ни ги дава работите што ги сакаме од Него? Одговорот е не. Затоа што кога се молиме понекогаш, имаме погрешни мотиви или некаков греф. Погрешни мотиви. Црква најдов. Тие луѓе таму се многу добри. Отворени се да помагаат, отворени се да дискутираат, отворени се да одвојуваат време,
отворени се да ми помагаат во мојот приватен живот. Супер! Црквата е тоа. Црква најдов. Добро е. Сега натре јас ќе си се приберам и ќе си се молам, ќе си пеам, бидејќи тие луѓе се хуманитарни луѓе. Тамо се дели хуманитарна помош и така натаму. Црква најдов. Сега натре, јас ќе си одам некој период и Господ мене ќе ми даде. Ќе ми даде да бидам на висока позиција. Но дали ти си се молил за тоа? Дали е соодветно на она што Господ го бара од тебе? Многу луѓе денеска се турна во црквите сакајки да си го обезбедат својот статус. Многу луѓе во црквите се турнаа во последното време да си го обезбедат својот финансиски проблем. Со тоа што ќе заземат место, ќе барат да бидат начелни места, ќе барат проповедници да бидат и со тоа ќе му се реши финансискиот статус и сега е супер. Дали Бог таквите молитви ги слуша? Бог си подигнува луѓе. Бог си подигнува луѓе и според даровите кои светиот ги дава и службите кои светиот ги дава. Ќе биде така, а не според луѓето како што му доаѓа во нивната бујна фантазија. Послание на Јаков 4 глава 3 стих ни вели: барате, а не добивате, оти зло барате, за да го трошите во вашите похоти или желби. Ете зошто не се добива. Кога човек моли на погрешен начин, кога човек моли на погрешен начин. И потоа вели Псалам 66:18, каде вели: да мислев беззаконие во своето срце, Господ немаше да ме услиша. Давид како зборува. Значи, ако Давид рекол: Господе, ако моето срце беше лошо пред тебе, ти никогаш мене немаше да ме послушаш. Бидејќи псалмите често пати се и молитви и песни. И ние гледаме како Бог го слуша Давид. Како Бог ги изслушува молитвите на Давид. Но Давид како го прославува за тоа? Како Давид го прославува за тоа? Како Седрак, Месак, Авденаго, како Даниел биле фрлени во жарената печка. Но како Бог ги избавува. И што тие правеле таму внатре? По заповедта на царот, таа жарена печка беше многу пати засилена. И дури оние која наложува, тие изгореа. Но овие луѓе кои биле фрлени внатре, што правеа? Се држеа рака под рака и се молеа и го славеа Господа. Но вика тамо царот, вика гледа и уште еден со нив. Уште еден со нив сличен на синот човечки. Дали нешто му фалело на овие луѓе кои биле фрлени? Ниедно влакно од нивната глава не му фалело. Ниту нивните алишта мирисале на дим. Ама буквално ништо не му фалело. Зошто? Затоа што овие луѓе му верувале на Господа и биле отворени и се молеле на Господа. И Господ ги слушаше. И му помагаше во тешки ситуации. Има ли други причини поради кои Бог може да не ни го даде тоа што го сакаме? Има ли причини? Да. Второ послание до Коринтијаните, 12 глава од 7 до 10, каде се вели вака: и за да не се превознесувам со премногу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатани да ме боцка по лицето. Та да не се превознесувам, затоа 3 пати го молев Господа да ми го отстрани од мене. Но он ми рече: доста ти е мојата благодат,
затоа добро ми е во слабостите, оти кога сум слаб, тогаш сум силен. Ова случка апостол Павле дава едно сведоштво за себе. Каде вели дека ангел од сатаната го измачуваше и го шамареше по неговиот образ. И тогаш кога се најде во тешка ситуација, бидејќи најверојатно ова за Павле не му било толку добро. Најверојатно може би овие шамари биле лоши, може биле силни. И Павле почнува да не ги трпи. И штом човек некои работи не ги трпи, тогаш доаѓа до контрареакција, а тоа е бараме помош. Контрареакцијата на Павле била да го моли Господа. А кој бил одговорот од Господа? Доста ти е мојата благодат. Аус, доста ти е мојата благодат. Во случајот Исус не дојде да го фати ангелот и да го дави, зошто му правиш на мојот тука така, не го одеде да го фрли во пеколот одеднаш, него Исус му кажува доста едноставни работи. Павле, доста ти е мојата благодат. А ние кукаме, дај ми Господе, ова ми се случува, она ми се случува, ова ми фали, тоа ми фали. А Господ да ни се обрати, да ни речи, човек, доста ти е мојата благодат. Што е благодат? Што е благодат? И ние сме, апостол Павле вели, по благодат спасени. Кој не е купено, не е платено со пари, не сме направили ама буквално ништо, а сме го добили. Тоа е спасение. Тоа е спасение. Затоа, да не бараме погрешни работи со погрешни мотиви, него да бидеме искрени и отворени да му кажеме буквално отворено се на Господа. Се. Освен молби, што друго представуваат молитвите? Што друго представуваат? И тука некаде ќе сакам да завршам и ќе можеме да преминеме на молитви. Молитвата представува славење, благодарење и барање. Молитвата Отче наш, сите ја знаеме на памет. Татко наш кој си на небото, се свети името Твое, да дојде царството Твое и така натаму и така натаму. Првите фрази од молитвата се славење. Да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде вољата Твоја. Тоа е славење, го прославуваме во молитва. А потоа, со тек на таа молитва, како ја читаме, имаме благодарење, и имаме и молење, барање. Господе, не воведувај во искушение, но избави од лукавиот. Тоа е веќе барање, тоа е веќе молење, да Господ не зачува. И затоа, ние треба, кога пристапуваме во молитвата, треба неизбежно е да ние го славиме Господа во молитва. Сватете во ова. Значи, молитвата е во славење, во благодарење и во барање. Овие три работи земете ги во пракса, кога се молите. Земете ги во пракса. Фали го душо моја Господа, ке го фалам Господа додека сум жив, рекол псалмистот Давид. Ке го фалам и ке го славам Господа додека сум жив. Псалам 146, првиот и вториот стих. Ке го славиме ли Господа додека сме живи? Амен. Ке го фалиме ли Господа? Ке му благодариме ли на Господа? Амен. Амен. Ја би рекол амин за тоа. Во кој име да бараме? Исус. Во името на Исуса Христа. И што и да побараме, ќе не биде дадено. Како да бараме? Исус рече, барајте ке ви се даде, чукајте ке ви се отвори. Ајде да бараме и да чукаме. Ајде да станеме на своите нозе.